Excel, сите го знаеме, нели? Таа моćна алатка што е дел од нашето секојдневие. Ама, ајде да бидеме реални. Кога ќе се спомнат формулите, работите знаат да станат малку комплицирани. Токму затоа сме тука. За само неколку минути ќе го претвориме тој предизвик во еден навистина моќен сојузник. Го знаете тоа чувство, нели? Кога ќе отворите некој документ и пред вас ќе се појави море од податоци, безброј редови и колони. Тоа чувство на преоптовареност е сосема нормално. Ама има начин да се внесе ред во тој хаос. Ветувам, до крајот на ова кратко објаснување ќе ги имате основните вештини за да ги претворите тие сложени табели во јасни и корисни информации. Па, ајде да почнеме. Добро, почнуваме од самите темели. Ова се формулите што се апсолутно неопходни. Основата за реши си се што ќе правите во Excel. Сметајте ги за основните алатки во кутијата. И прва на листата, секако, најпознатата формула од сите – сам. Неверојатно едноставна, интуитивна и страшно корисна. Наместо да собирате рачно, со една единствена команда го добивате збирот на се што ви треба. А еве го и најдобриот дел. Погледнете колку е лесно. Синтаксата е само SUM, а во загради го ставате опсегот на келиите. Например, SUM од A1 до A10 му вика на Excel: "Еј, собери ми се што е број од првата до 10-та келија во колоната А." Чисто, брзо и ефикасно. Следна на листата е Average, кога треба да се најде просечна вредност, било да се тоа продажби, оценки, месечни трошоци, што и да е. Оваа функција е идеална. Веднаш ја дава централната вредност на податоците и она што е супер тука е што ја користи истата логика како сам. Се пишува еднакво, average и повторно. Се внесува опсегот во загради. Оваа доследност го прави учењето на Excel многу полесно. Океј, ама понекогаш не ни треба ни збир, ни просек, туку само да знаеме колку податоци имаме. Тука настапува count. Оваа функција ги брои само келиите што содржат броеви и дава брз увид во тоа колку записи има. Добро, основните пресметки се одлични, но вистинската моќ на Excel лежи во неговата способност, така да кажеме, да размислува. Ајде сега да видиме како може да го натераме да работи уште попаметно. Сега влегуваме во следното ниво. Овие формули внесуваат логика и автоматизација. Зборуваме за алатки што можат да заштедат часови мануелна работа и што е уште поважно, да ја намалат можноста за човечки грешки. Функцијата if е неверојатно моćна. Замислете ја како раскрсница. Таа му овозможува на Excel да направи едноставен тест ако тогаш. Врз основа на некој услов, келијата може да прикаже два сосема различни резултати. Ајде да го видиме ова на дело со еден класичен пример. Формулата проверува дали вредноста во келијата A1 е поголема од 50. Ако одговорот е да, испишува положил. Ако одговорот е не, испишува паднал. Со само една формула, цела колона со оценки се класифицира автоматски. Значи, целата филозофија е во овие три чекори. Прво, се поставува логичко прашање или услов. Второ, му кажуваме што да направи ако одговорот е точен. И трето, што да направи ако одговорот е неточен. Ова совршено покажува како Excel може да носи одлуки. Ако некогаш се работи со големи бази на податоци, VLOOKUP е буквално спасител. Замислете го како детектив кој може веднаш да пронајде еден податок во една табела и да го пренесе во друга. Заштедува огромно време. И како работи? Па прво му кажуваме што бараме. Во овој случај го бараме името Јован. Потоа му покажуваме каде да бара, во кој опсек на келии. Трето, му велиме од која колона да ни го донесе податокот. Овде е втората. И на крај со тоа false му викаме сакам точно совпаѓање, ништо друго. Сигурно се случило да имате име во една колона, а презиме во друга и да сакате да ги споите во една келија. Токму за тоа служи concatenate, буквално ги лепи текстовите еден до друг. Во овој пример функцијата го зема текстот од келијата A1, потоа додаваме празно место, што е клучно за да не се залепи се, и на крај го додава текстот од келијата B1. Резултатот е совршено форматирано име и презиме. COUNTIF е паметната верзија на count. Ова е како count со супермоќи. Наместо да ги брои сите келии, ги брои само оние што исполнуваат некој услов што ние ќе го зададеме. Например, колку производи се продадени во Скопје.
Или колку студенти имаат оценка повисока од 8? Добро, формулите се едно, ама вистинските професионалци знаат и некои трикови за побрза работа. Ајде да ги видиме тие тајни што прават огромна разлика во продуктивноста. Еве неколку брзи совети. Автоматско пополнување, само повлечете го аголот и готово. Замрзнување панели, задолжително за големи табели, за да знаете што гледате додека скролате. Кратенката Ctrl+1 ве носи директно во сите опции за форматирање. И секако, условно форматирање, Excel сам ги бои важните податоци. Гениално! И за крај, круната на Excel, пивот табелите. Ова е веројатно најмоćната алатка за анализа, без да мора да се напише ниту една формула. Со само неколку клика, хаосот податоци се претвора во кристално јасен и динамичен извештај. Значи, ајде на брзина да се подсетиме што поминавме. Почнавме од темелите со sum и average. Потоа му дадовме на Excel еден вид мозок со if и VLOOKUP. И на крај видовме неколку професионални трикови за да работиме многу побрзо. Ете го патот од предизвик до сојузник. Сега, со сите овие алатки, можностите се навистина големи. Вистинското прашање е која од овие нови вештини ќе биде првата што ќе ја пробате уште денес. Отворете некоја табела и само почнете.